Христа на суден ден ќе воскресне. Кој верува во Исус, ја победи смртта. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Јас сум хлебот жив, што слезе по небото. Мир вам, Татко наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата, така и во мене и во Тебе, во моето срце, во Твоето срце. Лебот наш насушен, дај ни го и денес и простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме. Затоа е добро да им ги простуваме. И не воведи во искушение. Лебот наш насушен, дај ни го и денес. Ние зборуваме за леп духовно слово, слово во дух и вистина, слово кое те сакам, Господи Исусе Христе. Слово кое го храни вашиот дух, ви дава сила да победите во љубовта. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Читаме Мудрост Сирахова, 24 глава. Зборувај низ мене, Татко мој. Не јас да зборувам, Ти зборувај, допри ги сите оние кои ќе ги отворат своите срца и ќе кажат: Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Во името на Господи Исус Христос го кршам секој небиблиски завет што сатаната го фрлил виз било кој од нас, за да не може да го прими Исус во срцето. Те молам да им го отвориш умот да ги разберат словата, да го разберат Словото во дух и вистина. Ти зборувај, Ти учине, Ти биди напред, ние по Тебе. Пофалба на мудроста. Мудроста ќе се прослави. Мудроста во Стариот Завет, книга Сирахова, е Духот Свети. Меѓу народот свој ќе биде пофалена. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Во собирот на Севишниот, пазете го овој стих, устата своја ќе ја отвори и пред неговите сили себе ќе се прослави. Себе подразбира. Ако ти си еден дух со него, ти си во духот, ти си во Исус. Духот беше во Исус и се прослави. Оче, прослави го својот син. Дојде време да те прослави твојот син. Излегов од устата на Севишниот, духот, и како магла ја покрив земјата. Во висините шатор раширив, престолот мој во столбот од облак е, третото небо. Кругот небески го изминав, оде во длабините на бездната, земјата беше празна и пуста и рече Бог, нека биде светлина. Денеска е тешко на телесниот човек да му објасниш. Што е тоа во слово да создаваш? Живо слово. Изрекуваш и се случува. И денеска некои луѓе велат христијани сме, а не размислуваат што озвучуваат. Кој ја бара својата слава? Или ја бара славата на оној што те пратил? Мојата власт е над морските бранови, духот, над сета земја, над секој народ и племе. Те сакам, Господи Исусе Христе, Твојот мир да се всели во секој оне што ќе рече Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Почивка барав меѓу сите нив, во чие наследство
да се вселам. Ние зборуваме за вселување на духот во одредени луѓе и тогаш тие се осветени во водна бања, во словото, не во телото, во тело. И се водени од духот, да не заборавиме дека Син Божји е оној кој го води Духот Божји. Тогаш Создателот, значи, барал почивка каде да се всели, Создателот на се. Кој е тој? Тие велат Бог, а јас велам како Исус, Отче наш, Татко на сите, Татко мој. Оној кој и мене ме создаде и тебе, ми посочи живеалиште и спокојно ми рече, всели се кај Јакова, стани му наследство на Израелот. И тој избира еден народ да го води, за да им покажи на другите народи. Зошто си на земјата, зошто имаш татко на небесата и како да се вратиш во Божиото царство. Како да издржиш, претрпи, кој ќе претрпи до крај, да претрпиш до крај, да се спасиш, да останеш со Исус, Исус да остане во твоето срце. Пред векови на почетокот, Он ме создаде, Духот зборува. И нема да свршам довека. И се те велат дали Духот е личност или не. Не, Духот е дел. Ние сме едно тело. Убаво е објаснето. Окото и раката не се личности. Тие се делови на едно тело. Исус е главата, ние сме органите. Треба да научиме да се љубиме еден со друг. Пред него служев во светата скинија, на Стариот Завет. Потоа на Сион се утврдив. Он спокој ми даде во саканиот град, во Ерусалим е мојата власт, во Ерусалим. А на друго место вели Ерусалим, чие име е, духовно име е Содома и Гомора и Египет. Зашто е завладеан, зашто духот го нема веќе. Духот може да живее во тебе. Те сакам, Господи Исусе Христе, иако во се што има, во се има дух. Тоа е тоа што се движи. Протони, неутрони, животните и луѓето физички се движат. Син Божји треба духовно да се движи кон Отецот Небесен. Така се вкорени во прославениот народ. Во делот на Господа. Во наследството Негово. И сега ни дава примери. Израснав како кедар на Ливан, како кипарис на горите Ермонски. Се ова е од Духот создадено. Израснав како палма во Енгат, како розова градина во Јерихон, како елка во Мавро, како јавор, како прекрасна маслина во рамнината и како јавор се извишив. Слава ти, Господи Исусе Христе. Мирис раширив како цимет и дрво багремово. Мирис благопријатен распрснав како Смирна избрана. Се е од него и за него создадено. Како алван оникс истактит, како темјан, мирис на темјан во скинијата. Слава ти, Господи Исусе Христе, како теревит ги раширив моите гранки, гранките мои, прекрасни гранки на слава и благодат. Се е од него создадено. Се преку него се држи. Он е почеток и крај. Он е првиот и последниот. Он е вечна љубов која никогаш не престанува. Мојот татко, татко на небесата, он е многу милостив, долго трпелив, ги љуби сите, те чека да паднеш на колена, како блудниот син и да кажеш, татко, оче, погрешив пред тебе и пред небото. Те сакаме, Господи Исусе Христе. И тогаш тој ќе земе едно јаре и ќе направи гозба. И небото се радува кога сме заедно, за грешник што се покајал во Царството Небесно. Таа песна слезе еден ден. Јас сум како лоза што благодат раѓа, еве го Исус. Плодна слава и богатство со цветовите мои. Кои цветови? Па ти ќе бидеш растутен цвет.
ако го отвориш срцето, му дадеш на Исус да се всели во тебе. Те сакаме, Господи Исусе Христе, и уште повеќе ќе те љубам. За секогаш, Исус, бегај од мене, Сатано, и не се враќај повеќе надвор од сите оние што ќе клекнат на колена и ќе речат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ни. Ја предавам Македонија и се што имам во Исусови раце. Слава ти, Исусе, за секогаш, Исус. Амин до Божиот царство небество, и секое колено и јазик ќе се свитка пред Исуса. Ќе дојде ден и небото се радува, кога сме заедно со грешник што се покајал во царството небесно. Бегај од мене, Сатано, и не се враќај повеќе. Еве го Исус. Дојдете при мене, вие што ме сакате. Наситете се со плодовите мои. Дојдете при мене сите изморени, обременети, и јас ќе ве успокојам, вели Исус. Споменот за мене посладок е од мед, ќе јадеме денеска мед од небесата. Споменот за мене посладок е од мед, наследството мое сак е од мед. Оние што ме јадат, погладни ќе бидат. Оние што ме пијат, пожедни за мене ќе бидат. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Кој мене ме слуша, не се посрамува. Во Новиот Завет, кој верува во мене, нема да се посрами. Да веруваш во него значи да го слушаш, да му бидеш послушен. Се во ова, оние што ме пијат, пожедни за мене ќе бидат. Кој мене ме слуша, не се посрамува. Кој со мене работи, никогаш не греши. Споменот за мене посладок е од мед. Се во ова книга на заветот е со Бога Севишен. И затоа им даде 10 Божи заповеди. И тие не можат да ги исполнат. Си тераат по своје, си направија златно теле. Се возгордеа, го знаат Словото. Го распнаа Исуса. И тој вели: ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Дојди во Македонија и помогни ни. Македонец. И денеска тие велат: нема македонци. И тие се тепаат, и израелците. Законот што Мојсей ни го даде за наследство на заедниците од Јакова. Слава ти, Господи Исусе Христе. Тој со мудрост е полн, како реките Фison и Тигар во пролетните денови. Тој со разум исполнува, како Ефрат и Јордан во време на жетва. Слава ти, Господи Исусе Христе. Тој исполнува со учење како светлина. Исус и Духот, ако го примиш. Како Гион во време на Гроздобер, а тие си тераат со свое знаење. Човечко знаење. Затоа сте го поделиле Исус. Затоа има деноминации. Нема никакви деноминации. Црквата е на Исус Христос. Бегај од Македонија, Сатано, надвор од сите деноминации. Тој исполнува со учење. Духот. Првиот човек не ја позна до крај, ни последниот. Зборува за Духот. Духот знае што има во човекот. Ти не знаеш. Мислите негови пошироки се од морето. Намерите подлабоки од бездна. А тој вели: го знам Бог, сум го спознал, сум го примил, Духот исцелува, се занесува. А нема љубов, има гордост. Јас сум како канал од река, како воден бран, во ровот навлегов. Јас ќе ви давам да пиете живи реки од вашата утрова. Градината моја ќе ја напојам, леите цветни ќе ги наводенам. И ете, каналот мој стана река. Реката стана море, како светлина утринска, учењето мое ќе светлее. Негово е учењето. Не е од човек. Надалеку ќе се покажам. Учењето негово ќе светлее. Не е мое учењето. Јас немам ништо, јас сум само сад за свечна или за секојдневна употреба. Како пророштво ќе го излијам на идните родови, ќе им го оставам. Гледате, не само за себе се трудев,
туку и за сите што мене духот, мудроста ме бараат. Слава ти, Господи Исусе Христе. Малку ќе го смена маголото ти врне. Ние накисна Библијата. Слава ти, Христосе. Слава ти, Господи Исусе Христе, да го ставам да се исуши. Те љубам, Господе Исусе Христе, и уште повеќе ќе те љубам. Амин до Божјо Царство Небесно. Амин. Слава ти, Исусе. Те сакам, Христосе. Слава ти, Исусе. А сега одиме со еден текст кој е во Исуса Христа. Нека биде во дух и вистина. Јаде од дрвото на познанието на доброто и злото. Адам. Знае што е добро и зло. Адам е пред дрвото. Семокниот татко му вели: само од тоа дрво немој да јадеш, синко, ќе умреш. И тој оди и јаде. Жената, змијата, бабата, тетката, Језавела, сатанската природа. Јадеш од дрвото, знаеш што е добро и зло. Изгонет си од рајот, смртен си изгонет. Така си ја избрал смртта и денеска ја избираш смртта. Кога мислиш дека знаеш, жет за знаење. Знаењето возгордејува. Љубовта ослободува. Ако го љубиш Исус, му дозволиш да те научи да ги љубиш сите, ќе се ослободиш. Но треба да му бидеш покорен, понизен, послушен. Секоја мисла да е понизна на Исус Христос, не ти што сакаш. Би ви дал уште, вели Исус, но не можете да понесете. Покорна мисла на Исус, да го задржиш Исус во мислите своји. Он не главата. Он треба да мисли во тебе. Он, Исус, треба да мисли во тебе, не ти. И тие зборуваат од себе, предаваат од себе, кажуваат, цитираат, исцелуваат од себе. Кој ја бара славата на оној што го пратил, он е вистина. Кој ја бара својата слава, тој не е од Бога. Сакам, мислам, чувствувам се твоите непријатели, твојата волја, твојот ум, твоите мисли, не се неговите. Јадеш од дрвото на познанието, знаеш што е добро и зло. Нека биде твојата волја, Исус вели. Јас денес велам, Исусе, нека биде твојата волја. Најтешко е да раскрстиш со себе си, да се оставиш себе си, стариот грешен ти. Да му дозволиш на Исус да зборува низ тебе. Да му дозволиш на Исус да зборува низ тебе. Он да те обликува, калеми, учи, да те научи да ги љубиш сите во Негово водство. Или ти знаеш, ти мислиш, ти сакаш, пак си кај дрвото на познанието на доброто и злото, сине човечки. Знаеш што е добро и зло. Категоријата дека го знаеш, познаваш Исус, не е добра, те возгордејува. Израелците го познаваа Бог, па го распнаа Исуса, македонците го повикаа Исус, па повторно сега се возгордејуваат. Исус, категоријата дека го знаеш Исус, те води во гордост. Гордоста е грев. Цитираш, подучуваш статистика духовна, тој стих, таа глава, Стар Нов Завет, раскажувате телесни приказни, а не умеете, го проучувате Словото, вели Исус, мислат ќе добијат живот вечен, а не доаѓаат кај мене, да им дадам живот вечен. Како се доаѓа кај Исус, тоа е добро прашање. Татко, погрешив пред тебе и пред небото. Вел ми, кој го знае Бог? Кој го знае, познал Бог? Кој му кажал нешто, му бил советник? Нели нашите мисли и патишта не се неговите? Како си го познал ти? Кога си го познал? А тогаш ќе знам во Коринтијаните како што ме познава Бог, Он тебе те познава. По нешто знаеме и по нешто пророкуваме, а кога ќе дојде совршеното, Коринтијаните, кога ќе дојде совршеното. Лидери на заедници без дух, во крив дух, го поделиле Исус. И создадоа поделбите деноминации.
Каде е црквата на Исус? Црквата е на Исус. Кој сте вие? Тоа е прелюбодејство, држиш таткова жена, мислиш дека е твоја. Ние зборуваме за Исусово тело, Исусова заедница, духовна заедница. Човечко познавање на Отецот. Јадат, прејадени се од дрвото на познанието, на доброто и злото. Синко, биди гранка на калемена, на него да даваш многу плод. Не знам, не можам, немам сила сам, без мене не можете да направите ништо. Таа е таа песната. Но со мене можете да направите се. Сакам да го направам тоа се со тебе, Господи Исусе Христе. Не мислете превисоко за себе. Зошто, како, дали, во колку сатот, Господе, што е ова? Исус нека мисли во тебе. Исус нека мисли. Господи Исусе, како да го решам овој проблем? Господи Исусе, еве ќе ви кажам, ми се дупна гумата. Дојдав тука. Снег имаше и оставив колата, значи треба да пешачам едно 10-20 минути. Но пазете, дојдов безбедно, сабајлето станувам, думав гупната. Отидов на бензинската пумпа. И само викав Исусе, Исусе. Не викав зошто, како. Дојде едно семејство веднаш да ми помогне. Јас не барав никаква помош. Утврдивме дека не се пумпа гумата. Дојде човекот што полни бензин. Ме препозна, вие сте тој и тој. Да, јас сум, фала ти Исусе. Одма влезе, дај алатите, извади, почна да ми ја менува гумата. Тој почна, јас ја завршив, му благодарив, му дадов книга за Исус. Потоа разбрав кој го благословив утрето ден. Отидов во гостивар утрето ден, ме однесе кај еден друг човек, купив мет од него, ми даде телефон ако му треба било каква помош. Тој е муслиман, јас сум христијанин. Исус вели да ги љубиме сите. Така действува Исус. Исус нека мисли. Исус е како да го решам овој проблем. Држете го Исус во умот. Не барајте да знаете, туку да љубите. Слава ти, Господи Исусе Христе. Не барајте да знаете, туку да љубите. Љубовта го надминува секое знаење. Љубовта го надминува секое знаење. Исус е главата и умот. А ти си должен да служиш во љубов. Ако си син Божи, ќе те води Духот Божи, ќе научиш да молчиш во присуство. Јадат лепи вино во присуство на семокниот Бог. Јадат лепи вино, кркаат, се капат во водата. Душата не можеш да ја искапеш, само телото. Тоа е надворешно обрезание. Исус ни вели за внатрешно обрезание во срцето. Тој не гледа на лице, туку на срце. Варосани гробови ги нарекува христијаните, измачкани од надвор. Jesus, ја, браќа, сестри, љубовта на нула. И они го толкуваат Исус телесно. Го поделиле Исус сатанска збирштина, се надпреваруваат во знаење на Слово, кој колку стихови ќе те размава со камењата на стиховите, Словото без дух е мртво, а не умеат да љубат. Но Отецот Небесен е љубов и Исус е љубов. Синко, Слово без дух во тело е мртво и убива. По било кое тело, во твоето тело, во црквата, во заедницата, во државата. Живо Слово е Слово Исусово во твоето срце. Не од твојот ум и чувство. Исус, Он да зборува, мисли, паѓа снегот, действува во тебе. Исус да зборува, мисли, чувствува, действува во тебе. Така си еден дух, едно тело со него и Таткото Небесен. Сега останува прашањето како се доаѓа Исус да се насели во твоето срце. Па како блудниот син, паѓаш на колена, покорен и понизен. Татко, погрешив пред тебе и пред небото. Потоа го покануваш Исус да дојде во твоето срце. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Се покајуваш за секој грев, за гревовите на твоите предци. Им простуваш на сите, па се покајуваш, простуваш, се покајуваш, никого не осудуваш. Ја прифаќаш Божјата волја во твојот живот. Го бараш Царството Божјо, работиш како слуга, сотрудник, сонаследник, син Божји. Тоа е еден процес на откажување од себе си,
da se ostaviš sebe si i da mu dozvoliš na Isus da žive, zborува, dejствува во тебе. Те сакам, Господ Исусе Христе, да се научиш да се движиш духовно по тесната патека на љубовта, што води кон вечното Божиот царство на љубовта и во живот вечен. Бегај од мене, сатано, и не се враќај повеќе. Фатете се кај што ве боли. Господи Исусе Христе, во името на Господ Исус Христос, исцелување, се покајувам, простувам, никого не осудувам. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Оставам се во Твоите раци. Македонија ја предавам во Твое владение. Амин до Божиот царство небесно. Амин. Се е можно за оној кој верува во Христа и да умре ке живее. Кој верува во Христа на суден ден ке воскресне. Кој верува во Исус ја победи смртта. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Јас сум лебот жив, што слезе по небото.